Нема тројански коњи. Ова е пораката на еврокомесарката за проширување Марта Кос, обраќајќи се синоќа пред Европскиот парламент за стратегијата на проширување изготвена од европратеникот Петрас Ауштревичиус, за која рече дека нема да има компромис со владењето на правото, демократијата, основните права, како и несогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. No Trojan horses. Countries who would undermine us from within cannot become an EU member state. We must make absolutely sure of this. Countries who join the EU must be strong and resilient democracies able to resist the toxic influence of Russia and others. Освен ова, Кос порача дека граѓаните на Европската унија очекуваат и да нема скратени патишта за реформите кои треба да се спроведат, порачувајќи им на земјите кандидати, дека тоа што биле сметани во минатото за предводници во пристапниот процес не им гарантира специјален статус, посочувајќи ги при тоа Црна Гора, Албанија, Украина и Молдавија како земји кои во 2025 имале одлични резултати. Progress needs to be earned again and again through reforms. This builds credibility. But of course, we all know that it is not easy. When candidate countries deliver tangible reform progress, the EU must deliver on its commitments as well. Авторот на документот, европратеникот Ауштревичиус, ги повика институциите на Европската унија да го одржат моментумот на процесот и да ги отстранат внатрешните пречки, а воедно да ја почитуваат и предвидливоста и заслужената постапка на пристапување. EU enlargement is directly intertwined with internal EU reforms, ensuring the EU institutional functionality and decision-making efficiency, especially the expanded use of qualified majority voting. Стратегијата за проширување нагласува потребата од надминување на билатералните блокади во Европскиот совет и обезбедување на пристап базиран на заслуги.